забележувате голем метеж во студиото 3 на МТВ. Не случајно е така. Ова група од прекрасни ученици од Основното училиште Браќа Миладиновци ја поканивме со многу убав повод кој што е во контекст на темата која што ја говориме изминативе 40 на минути. Меѓу другото прават финални полугодишни тестови, редат петки, но имаат и бројни активности. Подоцна малку ќе зборуваме за поводот за кој ги поканивме. Во меѓувреме ајде да видиме што научи на тема медиумска писменост, за која што активно се подготвува изминатиот период. Си се наместивме тука поред како ќе ги добиваме одговорите. Дечки, медиумската писменост е дел од образовниот процес. Што научивте пред да ни дојдете во МТВ? Ние на часовите по македонски јазик учевме за медиуми и научивме дека медиумите се средства за обезбедување информации од јавен карактер како што се весниците, списанијата, радијата, телевизиските програми и интернетот. Како ви се допаѓа македонска телевизија? Сака некој од вас да се занимава со нашава работа? Дарин? Да. Па јас сум учествувал во некои емисии и не ми е баш страф пред камери, затоа што сум глумел пред камера. Се гледа Видите Ване кој ќе те замени. Сум глумел неколку пати. Се гледа дека немаш трема. Твоите другарки што ќе ни кажат? Па јас не сум глумела до сега, но јас би сакала да глумам во некоја емисија. Добро. Па еве сега имаш можност во емисија си. Ова е малку глума, така? Да, и најавата. Некогаш ако сме нерасположени, тажни мора да се смееме на телевизија, така? И јас исто не сум глумела до сега, но кога ќе пораснам сакам да глумам. Добро, супер. Чекај сега да разграничиме, сакаат да бидат водители или да бидат актери. Иако и во нашата работа има малку актерство. Нови генерации се разбираат дека и водителите се глумци. Така му гледаш, доаѓа. така дечки, ќе се согласите со нас. И сега... И Дарин, неговата мајка е наша исто колешка од медиумите, така да Дарин, верувам крушата под круша паѓа, така Дарин. Мама те учи нешто за медиумите? Да ги сакаш медиумите? Ти кажувала колку е убава работата? Или ти сам си ги засак? Да? Па ми кажувала, да. И така ги засакав медиумите. Не дојдовте во период кога ние празнуваме, не ги очекуваме само новогодишните и божикните празници со нетрпение, туку овие денови се голема радост за нас, бидејќи одбележуваме многу значаен датум. Дали знаете колку години помина од првиот изговорен збор на македонски јазик, што ние одбележуваме? Еве го микрофончето. Ајде. Вие прославувате 80 години од првиот пренос на македонски јазик и 60 години на македонска телевизија. Па така, да. И последното прашање? И нешто за што сакаме да проговориме пред да го видиме директниот повод зашто ни се тука, се изработките кои што ни ги донеса. Овие рачиња беа многу вредни изминативе денови, се подготвуваа за новогодишниот базар. И она што е убаво е што сите овие изработки за кои што сега вие ќе ни зборувате Ване, а јас ќе ги покажувам. Средствата кои што ќе се соберат ќе одат во хуманитарници. Само ете камерата таму. Еве ќе ги покажам јас со колегата. Ние сега ќе ви кажеме за нашите креативни изработки кои ги изработуваме со помош на родителите од различни материјали, како на пример изработки од тестенини, од рециклирачки материјали, од видови текстил и видови хартија. Креативните изработки најчесто ги продаваме на базарите, организирани од нашето училиште и собраните средства ги донираме таму каде што е најпотребно. Преку овие донаторски активности, ние ја негуваме и развиваме хуманоста во секој од нас. Исто така, со овие креативни активности ги подобруваме креативните вештини и ја развиваме фантазијата. Најпосле креативните изработки ни служат за украсување на училницата, како и на нашите домови. Супер, дечки, ви благодариме многу за овие убави вести. Многу се убави изработките. И јас се надевам дека многу средства ќе се соберат и ќе отидат во вистински раце на оние на кои што им е најпотребно. Вистинскиот повод, меѓу другото, зошто ги повикавме овие ученици кај нас во студиото 3 на македонската телевизија, и дека тие ја разбираат инклузијата во вистинска смисла на зборот. Марија, многу е убаво кога ќе се видат децата кои го знаат знаковниот јазик, нели? Така е. И ни подготви една многу убава песна која што ќе ја изведат на знаковен јазик, со која што уште еднаш меѓу другото ќе потврдат дека сите сме исти, но подадената рака и човечката солидарност е нешто што не прави поголеми. Уживајте.
when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth in your love's all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's our choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. There's God who's showing us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's our choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Let us realize that a change can only come when we stand together as one. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's our choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Но гласни сме. Добро, Ви благодариме супер. многу за гостувањето во Македонија наутро. Со сите нови знаења повторно ве очекуваме тука. Но морам да ве прашам,